Време за вестите на Ирис телевизија. Родителите на деца со посебни потреби од 20 здруженија во земјава најавуваат дека во четврток, петок и сабота ќе постават шатори и ќе кампуваат со своите деца пред собранието на Република Македонија со цел да бидат видливи за македонските политичари. 40 родители заедно со своите деца со посебни потреби од четврток со шатори ќе кампуваат во Жена парк кај собранието на Република Македонија со цел да бидат видливи за македонските политичари. Проблемите им се зголемуваат од ден на ден и покрај тоа што политичарите постојано ветуваат дека ќе им ги решат, а проектите фигурираат во партиските програми. Најбитно е да потенцираме дека ова нема никаква врска со партија или било што. Пред време осудуваме доколку некој се обиде да не злоупотреби, бидејќи не се случуваат и такви работи во нашата земја. Значи, сите спротивни ќе бидеме за нашите деца во Скопје. Значи, пред секако што вериме ќе кампуваме пред совеста на нашите пратеници. Мијалко вели дека родителите на децата со посебни потреби секој месец од 20 до 22 ќе кампуваат пред Македонското собрание. Најприоритетно за нив е решавањето на проблемот со сместување на децата по смртта на родителите. Веќе имаме 30 на 40 родители кои што се болни од канцер. Значи, имаме болни родители кои што може оваа година да ги нема меѓу нас. Значи, што со овие деца после нас, после тие родители? Нема институции, немаме план што со тие деца. Значи, овие деца не се за неговци, за Демил Капиот. Приоритетни проблеми за решавање им се нивните деца да имаат квалитетни испитувања, терапии, стручен кадар кој ќе работи со нив, но и државата да го покрива здравственото осигурување на возрастните лица со посебни потреби по наполнети 26 години. Мијалко забележува дека ова се само дел од нерешените проблеми. Во четврток, родителите на децата со посебни потреби од 20 здруженија во земјава ќе ги постават шаторите пред собранието. Општинско корисна работа се издвојува како посебен сегмент, што ветува многу на полето на социјалната и здравствена заштита на децата. Комисијата за социјални работи во општина Штип и годинава ќе продолжи со овој проект кој има цел обука, стекнување на вештини и знаења за полесно вработување на лицата од социјално ранливите категории. Преку волонтеризам и општинско корисна работа може да се биде конкурентен на пазарот на труд. Оваа пракса на Комисијата за социјални работи во општина Штип веќе вродува плод. Така, освен лани, овој проект на локалната самоуправа ќе продолжи и годинава. Лани општината ангажираше 13 лица кои помагаа на стари и изнемоштени лица и на децата со посебни потреби. И оваа година ние соработуваме со сите засегнати институции, ќе се посветиме најмногу на маргинализираните групи, оние кои што се на самите маргини, така што преку проектот општинско корисна работа видовме дека голем дел од граѓаните кои што се на маргините се оние лица на 50 години кои што не се вклучени на пазарот на труд. Комисијата за социјални работи во општина Штип лани реализираше повеќе проекти во делот на социјалната, детска и здравствена заштита. Реализиравме активности од детската заштита, го спроведовме традиционално проектот инклузија на деца роми во детската градинка Астибо. Преку овој проект беа офатени 30 деца од ромска националност. Општина Штип покрива средства за 8 дечиња, а додека останатите средства ги покрива Министерство за труд и социјална политика и Ромски едукативен фонд. Го реализиравме проектот Дружбата помеѓу баба, дедо и децата од детските градинки. Обезбедивме околу 100 прехранбени пакети за социјално ранливи категории за стечајците. Лани за реализација на активностите на комисијата од буџетот на општината се издвоени 1 милион и 148 илјади денари. Годинава за нови проекти од областа на подобрување на социјалната и здравствената заштита ќе бидат потрошени повеќе пари со оглед на тоа дека општина Штип со Министерството за труд и социјална политика планира да гради нова детска градинка во населбата Сењак. Заврши изградбата на атмосферска канализација на една од најфреквентните улици во Пробиштип. Улицата 11 октомври ќе добие и штедливо улично осветлување. Во тек се подготовки за асфалтирање и на други улици во Пробиштип. Интензивно се реконструира улицата 11 октомври во Пробиштип. Заврши изградбата на атмосферската канализација на оваа улица.
Градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски вели дека ова е една од најфреквентните улици во градот, а средствата од 5 милиони денари беа обезбедени како донација од фондовите на Европската Унија. Комплетно поставување на нов асфалтен слој, нови вичњаци, нови тротоари во ширина од двете страни на улицата со ширина од 1,5 метар, како и поставување на атмосферска канализација. На улицата 11 октомври ќе се постави ново улично осветлување со 14 канделабри, на кои ќе се инсталираат енергетски штедливи светелки. Рокот за реализација на овој инфраструктурен проект е 6 месеци. Минатата година општина Пробиштип, новаа фреквентна улица, инвестираше во реконструкција на фекалната канализација. Инаку во текси и подготовки за асфалтирање на други улици во Пробиштип, кои се опфатени со програмата на општината. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 2,5 денари, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер БС 95 ки изнесува 67,5 денари за литар, а Евросупер БС 98 ке се продава за 69,5 денари. За литар евродизел ке се плаќа 52,5 денари, а за екстралесното масло за домаќинство 41 денар. Мирен продолжен великденски викенд од аспект на безбедноста во сообраќајот, кражбите и нарушувањата на јавниот ред и мир, велат од СВР Штип. На патиштата на подрачјето на Штипскиот сектор регистрирани се 6 сообраќајки со 4 полесно повредени лица. Овој продолжен викенд СВР Штип регистрира 6 сообраќајни несреќи на подрачјето на Штипскиот сектор. Во нив со полесни повреди се здобиле 4 лица. За време на великденските празници регистрирани се 3 сообраќајни незгоди со 4 полесно повредени лица и 3 сообраќајни незгоди со материјална штета. Надлежните задоволни од безбедносната состојба на подрачјето на Штипскиот сектор. Тоа се должело на низата активности и проекти како и засиленото полициско обезбедување на полициските службеници. Ваквата безбедносна состојба на високо ниво се должи на посветеноста на полициските службеници во сите сегменти на полициското работење и нивниот активен допринос во заштитата и сигурноста на граѓаните на ниво на секторот за внатрешни работи Штип. Од СВР Штип денеска не информира за пријавени кражби за време на продолжениот великденски викенд и за нарушувања против јавниот ред и мир. Кривична пријава за насилство Беровската полиција денеска му поднесе на 30 годишен жител на селото Митрашинци Беровско. ДГ е осомничен дека на 12 овој месец, 2,5 часа по полноќ, насилно се однесувал во казино и со грубото однесување и малтретирање предизвикал страв и лична загрозеност кај вработените во казиното. Истата ноќ, кршејќи според пријавата на полицијата, тој го скршил заштитното стакло на исплатниот пункт во казиното, пошто со повреди се здобила вработена во казиното. Дебелината станува се поголем проблем во општеството. Голем е бројот посебно на деца кои се соочуваат со проблемот прекумерна тежина. Податоците на СЗ укажуваат дека 20% од популацијата во Македонија се соочува со вишок од килограми. Здравиот начин на исхрана треба да започне од дома, а потоа да се воведе во воспитно-образовниот процес. Децата во Македонија се втори по дебелина во Европа. Направените истражувања укажуваат дека први на листата со прекумерна тежина се децата од Малта. Најголем број на дебели деца се јавуваат во 3 и 7 оделение. Податоците потврдуваат дека 20% од популацијата во Македонија се бори со прекумерната тежина, односно дури 60% од мажите и 47% од жените по возрастни од 20 години имаат зголемена тежина. Борбата со нездравата храна, која е сиромашна со нутритивни вредности, треба да се започне уште од најрана возраст, од воспитно-образовните институции. Своите дневни менија ги променија и детските градинки. Во однос на исхраната, ние добиваме насоки од Министерството за труд и социјала, значи овде внимаваме на енергетската вредност на исхраната и
во таа насока, значи, ако на доручок имаме белковини, пример, јајца, некој намаз, за ручек гледаме да биде нешто манџа, готвено јадење и исто така свежо овошје за ужина. Првиот чекор во промената на исхраната го прават мајките. Брзата храна која само заситува и нема никаква хранлива вредност, треба да се замени со чорбеста храна. За здрав начин на живот потребни се и 3 здрави оброци во денот, како и сврлање на употреба на храната која во себе содржи вештачки засладувачи, засилувачи на вкус, стабилизатори и антиоксиданси. Барем да се трудиме, значи нашите деца во текот на другите оброци да го земат доволното количество на минерали и витамини, односно свежо овошје, свеж или преработен зеленчук, кој што ќе овозможат, значи, еден балансиран оброк на дневна база. И друго нешто што е многу важно е да ги лимитираме порциите, односно да ја намалиме количината која што децата ја јадат, бидејќи таа количина носи вишок енергија која што потоа нели се депонира во облик на масно ткиво. Како причина за прекумерната тежина кај децата, покрај нездравата храна се посочува и слабата физичка активност. Огромен е бројот на деца кои играњето на улица го заменија со седење пред компјутер. Заедничка средба, великденски кушнички и креативна работилница на Сдруженијето на пензионери и порака во Штип. Помошта на пензионерите беше во боењето на цртежи со великденски мотиви, а членовите на порака им подарија рачни изработки за празникот Великден, кој се слави и денеска. Штипските пензионери повторно во посета на Сдруженијето Порака во просториите на Центарот за лица со интелектуална попреченост се одржа заедничка работилница на која членовите заедно со пензионерките боја цртежи со великденски мотиви. Боене, цртеж. Во каква боја, кој е символот на христијанството? Со каква боја боите денеска? Со црвена. Убаво ги вака? Многу убаво. Што има на цртежите? Што е оно што го боите? Зајче, јајце. Денеска дојдовме овде кај дечињата да ја покажеме како се боат јајцата, уствари цртежите, нацртани на цртежите и со какви бои и така. И на оваа средба не изостанаа подароците. Членовите на Порака овој пат добија великденски кошнички и се заблагодарија на пензионерите за посетата со рачно изработени украси. Па речи си 2 недели пред Великден имавме доста активности и така спремавме специјално за нашите гости од благодарни сме што доаѓаат од пензионерите. Овој не е 3-4 пат и рекол дека ќе продолжуват со нас да соработват и им благодарам. Соработката меѓу двете здруженија се продлабочува со секоја заедничка средба во интерес на двете страни. Да го удостоиме и увеличиме чувствувањето со едни скромни подароци, така да што рачунаме почесто да се гледаме со здравје и со живот да одиме корак напред. Продолжува соработката со нив. Почнавме од нова година, меѓутоа се почесто се среќаваме сега за одредени денови, позначени денови за нас и како можеме да се најдеме заедничка работа меѓу нашите членови на Порака и Сдруженијето на пензионерите. Голема благодарност до нив што и денеска ни го разубавија денот. Денешната работилница е 4-та поред само оваа година на Сдруженијето на пензионери и членовите од Центарот за лица со интелектуална попреченост Порака во Штип. Утре среда ќе се одиграат реванш над преварите во рамките од полуфиналето на Македонскиот куп. Во Битола на стадионот по Тумбе Кафе ќе се сретнат Пелистер Брегалница, а во Тетово ќе играат Вардар и Шкендија. Купниот преварите од секогаш носеле неизвестност, зашто сведоците и првите полуфинални надпревари во кои Брегалница на Градски во Штип одигра со Пелистер 2:2, а на арената во Скопје Вардар загуби Шкендија со резултат 3:1. Играчите на Брегалница на тој историски меч под светлоста на рефлекторите пред голем број навивачи дојдоа во водство со голот на капитенот Горан Здравков. Пелистер издрмни на 1:1 со гол од пенал, кој го реализираше Бажи Илиевски.
Воство 2:1 на Пелистер му донесе Бојовиќ, а Брегалница израмни на 2:2 со голот на бугарскиот интернационалец Костадинов. Пред реваншот во Битола, шефот на случајов штаб на Брегалница Никола Кузманов изјави дека штипските плави одат во Битола да се надигруваат. Однапред нема предавање, иако домакинот е во предност во куп над преварите, се е можно и секогаш имало изненадувања. Очекува добра игра на своите играчи во една светлена атмосфера на реконструираниот стадион под Тумбе кафе, кој по подолга пауза ќе привлече голем број љубители на фудбалот во Битола. Веќе се делегирани и официјалните лица за овој надпревар. Главен судија ќе биде Димитар Мечкаровски, прв помошник ќе биде Дејан Неделковски, втор помошник Гоце Петревски, четврт судија Никола Божиновски, дополнителни судии Никола Костенчев и Марија Младеновски, сите од Скопје. За контролор е делегиран Бранко Маноиловски од Тетово, а делегат ќе биде Тони Донев од Валандово. Инаку, според пропозициите кои важат за куп над преварите на Македонија, по двострук куп систем, односно по два одиграни надпревари, во случај на идентичен резултат по вториот надпревар ќе се изведуваат пенали. Полуфиналните реванш средби Пелистер Брегалница и Шкендија Вардар ќе се одиграат утре среда со почеток во 16 часот. Со последните информации од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе посетете на социјалните мрежи. Пријатно!